сега во Република Северна Македонија немаме национален склад за радиоактивен отпад. И имаме проблем со операторот, затоа што имаше одлука на влада, Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија беше назначено како тело кое што ќе биде оператор на тој национален склад за радиоактивен отпад, бидејќи ние имаме доделен објект од Министерството за одбрана, меѓутоа тој објект треба да се уште не е направен за да функционира така. Имавме посета од Меѓународната агенција за атомска енергија за да се провери, за да се види тој објект дали може да ја врши таа функција, таа улога, за да може да функционира како национален склад за радиоактивен отпад. Во моментот, ова го кажувам затоа што најчесто на граничните премини, кога ќе се најде ова што велиме ние вонредни настани, ние така си ги водиме како вонредни настани. Тоа значи дека ние наоѓаме некој радиоактивен извор во тоа железо, ќе го пронајдеме радиоактивниот извор, меѓутоа каде сега ние ќе го носиме? Ние ќе го најдеме, меѓутоа тој треба некаде да се однесе. Во моментот во нашата земја има две институции кои што ни излегуваат во пресред. Тоа се Институтот за заварување Југ, кој што има привремено складиште и кој што е лиценцирано од Дирекцијата за радијациона сигурност и проверено од Меѓународната агенција за атомска енергија, и РЖ техничка контрола. И таа институција и таа има привремено складиште. Целта ни е, во преговори сме со Меѓународната агенција за атомска енергија, сите овие извори кои што ги имаме во привремените складишта да се стават на едно место, да се направи национален склад и таму да се складираат. Во преговори сме, се уште немаме информации како ќе оди тоа, бидејќи досега Институтот за јавно здравје одбиваше да биде оператор да раководи всушност со целава оваа работа, така да во текст се состаноци со Институтот за јавно здравје, таму е сменето раководството, се надеваме, досега немавме слух, не можевме да го решиме тоа, меѓутоа ќе се надеваме дека брзо ќе го завршиме и тоа. Ова е накратко како изгледа нашата институција, како се поделени оделенијата. Кажав, не сме голема институција, мала институција, сме со 8 луѓе вработени во моментов, за жал. Бидејќи спомнав, Дирекцијата за радијациона сигурност има многу надлежности кои што се важни. Сакам да кажам, во периодот, знаете, сите ни беше многу тешко, COVID-19, сите бевме затворени, на работа не можевме да си ги вршиме секојдневните работи, а радиоактивните извори постепено се увезуваа, се извезува и ние моравме цело време да бидеме присутни и да ја следиме состојбата, затоа што Дирекцијата за радијациона сигурност е вклучена преку едно шалтерскиот систем ЕКСИМ за царинење на стоки и тарифни квоти, да увезува, извезува и се транзитираат преку тој систем. Тој систем е на царина, на царинската управа. Ние сме корисници, 16 институции се корисници на овој ЕКСИМ систем, едношалтерски систем за царинење на стоки и издавање, увоз, извоз и транзит. Бидејќи главните дејности на дирекцијата се издавањето на дозволи и лиценци, вршење на инспекцијски надзор, постапката на увоз-извоз преку овој систем и пред се многу ни е важен транспортот на овој радиоактивен материјал. За време на COVID пандемијата проблемот беше следен. Радиофармацевтици беа потребни. Тоа се генератори на рентгенско зрачење кои што се користат интравенозно, се аплицираат на пациентите за дијагностика и терапија. Ќе видите понатаму има поделба на тие радиоактивни извори. Не сакам толку многу сега да влегувам во детали, тоа сепак е малку посложено, само чисто ете така како информација да знаете дека што беше проблемот во издавањето на дозволите и лиценците и инспекцијскиот надзор. Ние како регулаторно тело, бидејќи рентген апаратите, знаеме, сите се користат во медицината за снимање на коски, панорамски рентген уреди кои што се снимаат и интраорални за снимање на заби, на вилици, сите тие се рентген апарати кои што ние ги контролираме. Тоа се затворени радиоактивни извори.
бевме спречени да отидеме во големите болници, бидејќи сите беа ковид центри. Не можевме да си ја вршиме работата за да можеме да ги контролираме, да отидеме да ги посетиме, да видиме рентген апаратите во каква состојба се, бидејќи секоја еднаш годишно се врши контрола на квалитет и амбиентален дозен еквивалент за секој рентген апарат, и тоа го врши Институтот за јавно здравје како наш технички сервис и уште две приватни компании кои што се лиценцирани од дирекцијата за да ги даваат овие услуги. Бевме спречени да ги издаваме дозволите, бидејќи лицата не треба да дојдат и да побараат, да поднесат барање во дирекцијата за да добијат дозвола за да можат да работат со тој рентген апарат или со тој друг некој радиоактивен извор. Увозот, извозот гледавме да поминува непречено, бидејќи се работеше за радиофармацевтици кои што мораше да бидат донесени кај крајните безбедно и сигурно кај крајните корисници, бидејќи радиофармацевтиците имаат краток период на полураспад и подолго време е потребно за да тие се во најбрз можен рок треба да се транспортираат, да се донесат до крајниот корисник. Ова го кажав пред малку дека клиниките кои што располагаат, кои што користат рентген апарати, радиофармацевтици, транспортот за кај нив беше многу закочен. Компаниите исто така кои што користат во индустријата што работат со индустријска радиографија, тие работат со извори на јонизирачко зрачење кои што се од втора категорија, ќе ги видите понатаму накратко и категориите кои што кај нас ги имаме, ние какви извори на јонизирачко зрачење има во нашата земја, со што ние располагаме како институција и какви извори имаме. Значи, сето ова накратко да кажам дека се должеше на она што затворени беа границите, дефектоскопите, така се викаат тие уреди, дефектоскопи, кои што користат втора категорија на извори на јонизирачко зрачење, каде што самите институции, индустријската радиографија што ја работат, индустријата што работат компаниите, ги користат нив затоа што мора да одат на терен да работат со нив, меѓутоа и тие имаат полуживот, и тие имаат полураспад. Тој ќе работи до одредено време, меѓутоа периодот на полураспаѓање му се намалува и тој нема ефект, и тој не може да работи. Цевководите ги проверуваат, тие се викаат како картици, они ги кажуваат, го внесува внатре изворот, па снимки се прави за да може да види да не има некоја пукнатина што ние не можеме да ја видиме со голо око, мора да се направат како рентген снимки се тие или некои заварени профили, каде што во индустријата мора да ги користат овие радиоактивни извори, дефектоскопи и рентген графии се прават, за да може да видиме дали она што е направено и она што треба, што е во тек да се прави е добро, дека немаме никакви проблеми со самата цевка или со профилот. Зборувам за индустријата. Дефектоскопите мора на секој 3 месеци да се полнат. За да се наполни дефектоскопот, тоа значи активноста му е мала и сега тој мора да се наполни за да може повторно да се врати кај крајниот корисник за да продолжи со неговата дејност, со неговата работа. За да го направи тоа, тој треба да излезе надвор од границите, тоа го прават во Винча, за Центарот за нуклеарни науки. Тие го прават тоа, а бевме спречени, затворени беа границите, оттаму луѓето не можеа да доаѓаат секојдневно затоа што и возачите позитивен, прележал, се чекаше. Значи, секаде бевме закочени, меѓутоа гледаме сега сите тие работи да ги надминуваме и да се враќаме нели во нормалата и да функционираме како што треба. Еве накратко само извори на јонизирачко зрачење кај нас во нашата земја се користат во медицината, во индустријата. Најмногу во медицината се користат за дијагностика, за терапија, се користат во нуклеарната медицина, во индустријата, кажав, се користат како дефектоскопи, има рентген апарати кои што се користат. Исто така оние што се за контрола на пратки, на багаж, на аеродромите, нели имаме исто такви, исто и тие се со јонизирачко зрачење, користат рентгенски X-ray или рентгенски зраци користат и секако се под контрола од Дирекцијата за радијациона сигурност. И оваа категоризација се врши врз основа на правилникот наш кој што е на Дирекцијата за радијациона сигурност за категоризација на радиоактивен и нуклеарен материјал.
Овдека се категоризирани изворите се делатно отворени и затворени. Што значи тоа? Затворен радиоактивен извор се рентген апаратите кои што се користат во медицината, рентген графиите кои што се користат за снимање на коски, бели дробови, снимале прилика да одите, стоматолошките рентген апарати, панорамските снимки што се прават во стоматологијата, снимањето, значи сето тоа е затворен радиоактивен извор, а отворени радиоактивни извори се оние извори кои што се отворени се кои што се наоѓаат во шишанца, во флакончиња, кои што треба да се отворат, да се аплицираат интравенозно кај пациентите и најчесто се користат во нуклеарната медицина. Сега најнова метода која што се користи е PET-CT, позитрона емисиона томографија, компјутеризирана томографија или PET-скен. Имаме ние една клиника државен PET институт за позитрона емисиона томографија, која што и произведува радиофармацевтици и диагностика врши на пациенти, а инаку другите институции кои што се вклучени во уште две приватни институции кои што исто така работат позитрона емисиона томографија и тие исто така го користат флуор 18 сега се користи за диагностика и на пациентите кои што се хематолошки и онколошки со таква диагностика. Сакам да кажам уште ова за радиационите закани, дека имаме 5 категории на радиациони закани. Првата и втората категорија ги немаме ние, бидејќи немаме нуклеарни централи, немаме нуклеарни постројки. Оние земји кои што имаат нуклеарни централи, тие имаат категорија 1 и 2, се сметаат за тие закани можат да настанат, ако не дај Боже нешто се случи, тоа би било категорија 1 и 2, а инаку категорија 3, 4 и 5 се ние најмногу би можеле да стравуваме ако некој од нашите соседни земји каде што има нуклеарни постројки, па таму се случи нешто и тогаш би ја следеле ситуацијата и тогаш би стравувале ако нешто, тогаш би се вклучиле сите институции во системот за управување со кризи.